te izvori, zadani potečan svežini. Družno kerijeme, temnični dlabini, zadani. Bleska svetlini, drugaru vanjata nam mi se sila, drugaru vanjata radosti krila, za drugaru vanja mi se festorime, za drugaru vanja večno ke se borime, za drugaru vanja mi se ke storime, za drugaru vanja večno ke se borime. Тоше, што ти е? Нашиот Тоше си седи во ќоше, а? Па Тоше како Тоше. Да не е нешто болен? Тате, ти не си тате. Што? Ти не си тате. Тоше, како разговараш со татко ти? Друг па да не сум те чула, слушна? Нешто од пладнето се сневесели или подобро се скисели. Ако јас не сум тате, тогаш кој е тате? Тате е татко му на Жаре. Кој е пак сега тој Жаре? Детето на новите што се доселија, Жарко се вика. Жаре. Не ги познавам добро тие луѓе. Но сепак се мирни, скромни, бубачки. Жаре денеска имаше нова играчка. Тошенце, нема ти што немаш. Па тате се ти купува. Жаре не може да го има она што ти го имаш. Неговиот тате не е директор, како што е твојот тате. Знao. Сега многу убаво му објасни. Сега ако не те свати, никогаш нема да те свати. Ама ти како да се шегуваш со мене, а? Па, се шегувам, ами како? Добро, Тоше. Тате ќе ти купи она што го има Жарко. Жаре. Добро де Жаре. Ами добар ден, а? Камо ти добар ден? Јас сум дедо разочаран. Ти си мочко на дедо. Од каде знаеш ти што е и како е тоа да бидеш разочаран? Па јас немам оно што го има Жаре. Пиле на дедо. Тато се јави од работа и рече дека ти купил што беше? Голем авион. Тоа, голем авион. На Жаре има голем хеликоптер. Сега ми го покажа од балконот. Чекај, ама ти му рече на татко ти да ти купи голем авион. Вчера Жаре имаше голем авион, а веќе денеска има голем хеликоптер. Ето Жаре, ајде да ручаш, тато се ќе ти купи, ајде, дај го подете, ето така. Ајде, рачината, ајде. Тој Жаре. Тошо! Внучко, да види само.
Ајде, ела ми, ела ми. Ела ми да видиш каква супа ти направи, а? Ајде и лепчете там. Ајде, крпава. Ајде, руча си. Јади ми, ајде пиде. Добар ден. Добар ден. Тоше, гледај. Тоа е стар. Ама не, нов голем авион. Денеска на Жаре му купиле нов голем хеликоптер. Што? А тоа, хеликоптер. Сега ми го покажа од балконот. Тоше. Татко ти е виновен за се, виновен тој. Дедо, ти навиваш за твојот син, а твојот син не навива за својот син. Тоше, каков ти е тој речник? Но ти не се порадува на играчката. Па доцна, ќе купиме и хеликоптер. Ама не треба така со детево, бре, не треба така со детево. Тоа авиена. Во оваа куќа сите се против мене. А ти, тато, да знаеш, не си тато. Тоше, Ајде сега кажи ми. Поучи ме што да правам. сами си го научивме што вели свекорон. Тој а, ние на. Половината плата ја дадов за играчки, а тој пак незадоволен. И се научил се едно ти исто. Јас сум разочаран. Родителот треба да знае кога може да има меко срце, а кога да простиш и тврда дланка. Аме и оние но не жаре за никаде се. Го гледам детено, се во стари панталончиња, чисти до душа, а играчки секој ден нови и нови. А? Ама и ти претерува со тоа што му велиш дека сум директор и дека се можам. Ете сега, секој ден. Ништо. Ке плаче што ке плаче, ке се лути што ке се лути, ќе види дека нема и готово. Ке морам така. Да, знам. Еве доаѓам. Доктор, јас морам на состанок. Ова... Што чекај? Тоше, внучко, зошто се лутиш на мене, а? Па ти си на нивна страна. Ти и животот ќе го дадеш само да му е добро на твојот син. Тоше, дете лоше. Па, мојот син е твој татко. Татко, Еми, немој ќе ме насмееш. Не сака да ми купи вовче. А на Жаре вчера му купиле вовче. ама... Тој Жаре. Жаре има добар татко, се му купува. Ама, види. Ја, Тоше, ја, внучко, бре, ја. Миле, јас сум на состанок. Се лути, а? А не знае дека му купив малечка хармоника. Ама сега сака електрично вовче. Ама какво вовче кога бараше малечка хармоника? Тоа било вчера, ама веќе денес Жаре имал електрично вовче.
Сигурен сум дека Тоше ни е нешто неарен. Депримиран ме разбираш од животот во оваа многокатница. Што знам ти како што ќе рече синко? Јас знам. Прошетај го низ паркон. Нека го фати ветер. Нека му се одмори на негово ненаситено окце. Јас имам многу работа. Надо, имам состанок. Вечерајте без мене. Надо, имам состанок. Денес ручајте без мене. Отидов кај соседката, јави се и дојди о мене. Бре, Тоше, бре. Ајде бе, само малку да се повозиме, бре. Ајде бе, дедо, само малку. Ама слушај, бре, Тоше, бре, ми се зема умот, знаеш, после цела недела ќе ми се врти во главата, знаеш. Ти не си дедо. Ај, мајката, не сум дедо. Чекај да, ајде, ќе земаме билети и... Тоше ќе ми платиш, ти мене зов. Влезите. Ајде. Соки! Жаре со татко му! Певам! Ти реков ли дека татко му на Жаре е вистински татко? Ама Тоше, и твојот татко е вистински татко. Не, тате не е тате. Да беше тате, сега ќе беше со мене, ќе ме фатеше за рака и ќе се возиме во Луна паркот. Ама слушај, тој е многу зафатен, бре, Тоше, бре, многу е.
тате не е тате, затоа. Тоше, внуче. Тоше. Иако се 2 месеци веќе вселени тука, јас прв пат го видов тој Жаре на Тошо. И? И се ми се чини дека Тоше го измислува она за играчките на Жаре. Тоа се премногу скромни луѓе за да може да даваат толку пари за играчки. Мислиш дека Тоше едноставно го измислил тоа само за да му купуваме, а? Можно е. Навистина можно е. Децата во многокатниците принудени се да фантазираат. Јас, луѓе, само реков дека татко му на Жаре нема таква плата за да може да купува играчки секој ден. Утре ќе му речам на тој човек. Глупости. Тоа не смееш да му го речеш. Ќе му речам. Море треба да му се рече. Не помислува со тоа дека ги расипува и другите деца во околината, а? Токму тоа. Ма не, тоа никако. Замислете си, луѓе, тој човек да дојде утре кај тебе и да ти рече: слушај ти, човеку, зошто ти си купил на жена ти бунда од 1.000.000 динари? Зар не гледаш ли дека со тоа ги расипуваш и жените од околината, а? И тие ќе им барат на своите мажи да им купат Бунди! Тоа сакаш да кажеш, нели? Тоа. Иако за една бунда треба да работат 3 месеци, а? Тоа знао се да кажам. На широко ја отеравте. Но ова со Тоше не се издржува. И се заради негов тој Жаре. А може би Тоше наш измислува. Сакам да бидам начисто. Наде, денес цел ден ќе бидам зафатен. Милем, на состанок сум. Слушни ја писмената вежба на син ти Тоше. Тоше не го измислува она за играчките. Го следев и денеска татко му на тој Жаре. Од дома право се упатува кон продавницата за играчки, како да нема друга работа. И бидејќи таму го ценат како најдобар, муштерија си се однесува како дома. Ги избира играчките, пребарува... Слушај го ова. Насловот на неговата писмена вежба гласи Мојот татко. А Тошо твој и мој се разбира еве што напишал. Татко му на Жаре е вистински татко. Тој има време да си игра со Жаре, да се шета во паркот, додат заедно во кино, да пеат навечер заедно и да му купува секој ден играчки и така натака, и така натака, и така натака. Се за татко му на Жаре. Тука си, а? Ајде, синко, пак одврзи го ќесето. Ајде. Пак нова играчка. Нова. Робот. И јас го видов. Му го покаже Жаре од балконот. А овој нашиот пак веднаш го обеси носот. Јас мислам дека е веќе редно да му се каже на состот. Така деца не се воспитуваат. И ви велам, овој нашиот веднаш го обеси носот. Дедо, ти си предавник. Тошо си, не? Од каде ти е тебе тој речник? Добро, ајде, не лути се. Ки ти купиме нов робот. Не сакам. Еве јас ке... Навистина редно е веќе човеку да се позанимаваш малку повеќе околу Тошата. Знао, и јас така мислам. Кога го виде денес во Луна паркот Жарета со татко му, знаеш, многу му беше мака. Немам време, ме разбирате или не? Но на соседот ќе му речам, нека престане една со тие играчки. Јас не знам што прават децата на другите соседи. Оние со пониски плати. Ама, слушај, синко, јас пак ќе ти речам, знаеш, да не сгрешиме. Човекот може да прави со своите пари што сака. Не!
Треба да му се рече. Секој ден нови и скапи играчки. Па тоа веќе не може да си го дозволи ни еден милионер, а камо ли пак ние тука. Тоа е така, Снао, само знаеш, сите денешни родители сте такви. Со играчки ја купувате љубовта на своите деца. Слушна. Татко, не филозофирај. Благодарам. Здраво, соседе. Здраво. Вие пак сте купили играчка? Да. А добро што ги спомнавте играчките. Не сметате ли дека претеравте со тие играчки? Но јас тоа онака, знаете, нема многу пари, а детето си е дете, па сака. А децата многу работи сакаат, но... А веројатно ви рекле во продавницата? Но јас мислам дека не правам голем прекршок. Па, би можело да се рече дека правите воспитен прекршок. А толку играчки и тоа секој ден. Но јас веќе наредниот ден играчката ја враќам. Жаре е многу внимателен. Тој ќе ја погледа, ќе се изнарадува, па потоа пак ќе ја спакувам и другиот ден ја враќам. Како? Каде ја враќате? Па во продавницава. Во продавницава? Да, во продавницава. Добро, што има тука чудно? А воопшто може би има и чудно и незаконско, но би рекол, нема многу пари, а детето си е дете, па тоа знаете како е. Чекајте. Вие враќате играчката, тие вас парите, а? Ама какви пари? Не. Слушајте, соседе. Јас исто овде работам. Да, знаете, вие работите во продавницата? Да, смерите го, јас ќе земам. Ја носите дома и... Добро, соседе, пријатно. И нема ќе. Што не ти измисла? Само за да ти ги земат парите. Не е така, деденце. Ова се добри играчки за добри деца. Ајде, Тоше. Не сакам робот. Како не сакаш? Знам што сакаш. Не знаеш. Ти. Например, сакаш денес заедно да излеземе на прошетка. Сакам. Например, да ја причекаме мајка ти и сите тројца да излеземе. Така. Оп. Тоше. Го видо славниот Жаре на Тоше, наши неговиот уште пославен татко. Јас разговарав со него. Тој човек мора од некаде да краде. Не зборувај што ќе ти текне. Немојте, луѓе, така, не ставајте ги така лесно луѓето в уста. И јас го познавам и мене, ми изгледа многу чесет човек. Неговото е цела историја, а и нешто и повеќе. Ја. Море ги видов јас сега како одеа на прошетка. И ние ќе одиме. Ама јас имам состанок во... Ќе одиме! Хајде, така, ќе одите, се разбира дека ќе одите. Тоше. Дете лоше. Сепак, требаше да му речеш на соседот. Му реков. Тој. Што ти рече тој? Па му реков. Но не било она што го мислевме ние. Ја. Човекот има мала плата. А што купува секој ден нови играчки, а? Во тоа е работата што не купувал. Како не купувал? Па јас го видов Жаре со истиот ваков робот. Татко му на Жаре секој ден му носи нови играчки. Полека. Значи, од некаде ги краде. Еве во што е работата. Човекот едноставно ќе ја донесел дома играчката. Ќе се порадувал со неја Жаре, а другиот ден ја враќал назад, неоштетена. Дури и ми рече дека се плашел да не ги донесе Жаре другарчината, па да ја расипат играчката. Како тоа? Па така, соседот работи во продавницата за играчки. Па и тој е татко. Сака да го израдува своето дете. Па се сетил, секоја нова играчка што ќе ја добиела продавницата ја носел дома. А ние се надпреварувавме со него. Ама, знаете јас дека тука работата не е чиста. Чиста си е работата. Јас сум готов, ајде да одиме. Ајде, Тоше, ајде.
Тате, ти си тате! Što? Ти си тате! Što? Убав той.